Да, 10 на минути порано од предвидениот термин, само заради тоа што со нетрпение го очекуваме и ви го најавуваме разговорот во овој последен ден од оваа работна недела. Ке му го посветиме на македонскиот фудбал. Македонија долго го сонуваше настапот на големото надпреварување и сонот наш се претвори во прекрасна авантура на европското првенство, што е во тек, иако сме елиминирани во првиот круг. Генерално впечатоците се позитивни. Оваа генерација успеа да направи што ниту една претходно не успеала и затоа секој респект за момците. Сакаа повеќе, се бореа колку што можеа, атмосферата и во Букурешт и во останатите градови каде што настапуваа беше фантастична, Македонија беше на мапата на фудбалска Европа. Секако го дека тоа е огромна и голема работа, од тој агол оваа мисија беше успешна, тука нема ни замерки. Сите ние треба да бидеме благодарни што настапија на едно големо надпреварување. Затоа и ова издание на Лидер на неделата им го посветуваме на нашите репрезентативци, а еден од нив е и наш денешен гостин. Станува збор за репрезентативниот голман Дамјан Шишковски. Дамјан, благодарам што ја прифати поканата и што еве овој петок си заедно овдека со нас и со гледачите и слушателите на нашата програма. Благодарам и на вас и чест ми е што сум ваш гостин денес. Фудбалски секогаш 3 порази и елиминација се неуспех. Но вагата овој пат мереше на страната на Македонија. Бевме во друштво со најсилните репрезентации во Европа, нешто што ни беше сон речиси 3 децении. И еве сега, откако спласна емоциите, откако стивна еуфоријата, каква е вашата генерална оценка за настапот на Евро? Можеше ли Македонија повеќе? Па добро, после 3 порази нормално дека Македонија можеше повеќе. Таа генерација што сме сега научена е да победува. Така беше во младите селекции, поголем дел од играчите што се пласиравме на U21 сме во А селекцијата. И гледано сега кога ги гледам утакмиците, ете Украина се пласираше во четвртфинале, да. Нормално ни е криво бидејќи можевте вие да бидете. Можевме ние тие да бидеме, нијанси одлучуваат, концентрација, многу мали детали се во прашање. Ке позборуваме за тоа детално како ја оценувате играта и во сите 3 надпревари кои ги загубивме. Непобитен факт е дека фудбалерите испиша историја, но што понатаму? Дали ќе останеме на овие спомени или ќе тргнеме кон нови освојувања и нови спортски предизвици? Која е твојата визија и предвидување за она што ќе ни следува по овој историски настап на Европското првенство? Па добро, искрено гледано, имаме квалификации за светско првенство. Во групата сме во пол позиција. Имаме надпревари дома со Ерменија, со Исланд и со Романија. И тие 3 надпревари ќе бидат клучни за преостанатиот дел од групата. Да. Мислам дека ако освоиме 7 бода или 9 бода, што искрено гледано имаме квалитет, на наше ниво се тие репрезентации, мислам дека може да направиме чекор зашто да не завршиме први во таа група. Тоа значи директен пласман на светското или тоа значи директен пласман, да. Затоа што ете гледате и Германија изгуби од нас, имаат проблеми исто и на европското првенство, маđарите им земаат бодови. Дури што се вика за 5 минути Маđарска не го победи над преварот. Знам и на 1-2 имаа статива, така нешто беше за 1-3. Значи очигледно е дека имаат проблем. Толку и нам не фалеше, некои 5 минути не фалеше за можеби да продолжиме во фазата на осмина финалето. Еве ја спомена Украина, ќе споменам јас и Холандија, која што покажавме на вистина одлична игра, барем еве лично според мене, ти можеш и подетално да ни објасниш каде што сгрешивме или бевме добри во оние надпревари во групната фаза. Па добро, тоа бих оставил повеќе на тренерите да анализираат. Ние сме лично играчи, како играч те прашам. Не знам, бевме блиску да бевме блиску, ете со Австрија видовте последните 15 минути падна концентрацијата. 70 минути бевме што се вика егал со нив, дури имавме шанса и да поведеме и друго е кога ќе поведеш 2-1, друго е кога ќе загубиш, кога ќе примиш гол за да губиш. Така да
Тоа се случи и со надпреварот со Холандија, кога еден гол не ни признаа, нивниот гол беше нешто чуден. Да. Тоа ја пресечи целата репрезентација во тој момент. Добро, ние знаете ќе примиме гол и после почнуваме да играме малце послободно. Како да се ослободуваме од притисокот кога ќе примиме гол, барем така беше на ова европско првенство. Во трите надпревари први влагавме со негатива, што се вика, и друго е кога бркаш резултат, друго е кога водиш. Так. А постои ли она велат еуфорија, нашите настапуваат за прв пат на европско првенство, па имаат некаква трема. Постои ли ке вас фудбалериве? Сепак за вас ова не е ништо ново. Сите репрезентативци сте дел од интернационални клубови, иако ништо помалку не е вредно ни нашето првенство кое што се игра. Постои ли тремава кога треба да се излезе на еден настан од тој калибар, на еден стадион? Не знам ако веќе зборуваме и правиме компарација помеѓу настапот на градскиот стадион кај нас, иако е и тој голем стадион во однос на останатите, и настапот на европско првенство. Постои стварно ке вас фудбалериве трема? Па јас за фудбалерите лично не можам да кажам, али како за мене како за голман не постои, бидејќи ја дали играм со Холандија или утре играме со Андора, мене треба да сум 100% сконцентриран на секоја топка. Едноставно секоја одбрана си има своја тежина, дали е против Андора, дали е против Шпанија утре. Едноставно мене ми е сеедно. А ке твоите колеги фудбалери има ке некој, не знам, страв, трема дека не знам дали ќе изиграм добро? Па не знам што да кажам, мислам дека нема, они се сите искусни играчи што играат пред публика у добри лиги, и мислам дека нема, не влијае тој дел. Доколку се направи една мала ретроспектива на овој успех, мора да се забележи дека дури 11 играчи бевте на списокот на Игор Ангеловски и сите со искуство од 2 европски првенства. Колку ова беше круцијално за, условно речено, нашиот успех, земајќи го предвид и нели квалификацијскиот настап на репрезентацијава за да се појави на европското првенство? Па добро, таа генерација што сме 95-94, уште од млади категории имаше потенцијал да успеавме да се пласираме до 21 година на европско првенство, и едноставно после тоа се чекаше моментот кога ќе се пласираме и со А селекцијата. Тоа се сите одлични фудбалери, одлични дечки, што уште во млади категории сите се извојувале, дали во македонска лига, дали во млади категории, и едноставно нормално си има своја тежина и тоа што се пласиравме на европско и со селекцијата. Главен мотор на овој тим да се селекцијата, ке речеме и ке констатираме дека беше Горан Пандев, кој еве ова му беше последен негов настап за македонската репрезентација. Колку тоа можеби ке влие во иднина ако Горан Пандев не е дел од продолжението на оно што го постави репрезентација. Да, Горан Пандев многу даде за Македонија. Со 38 години играче по 90 минути, професионално се однесуваше, лидер во кабината, го што се вика секој атом од силата го даваше за Македонија, и ке ни фали многу и како човек, и како пријател, и како поддршка што ни дава на нас помладите, со своето искуство што го има поминато, но што е тоа е, да. Ајде малку да позборуваме кога го споменавме веќе селекторот Игор Ангеловски. Како е оценувате неговата игра која што тоа покажа со оглед на фактот дека во трите надпревари настапивме со 3 различни стартни постави, а последната со Холандија со различна информација каде што и практично изигравме најквалитетен фудбал. Па добро, ние долги години игравме формација 3-5-2 во А селекцијата. Некогаш со одлука на стручен штаб и на селекторот знаеше да промени во 4-2-3-1. Они одлучија последниот надпревар да се игра 4-2-3-1. Едноставно они мислеле дека во тој момент таа формација и тие играчи ќе дадат максимум на теренот. Тоа е нивна одлука и они си стојат позади тие одлуки што си ги носат. Нели, сите ќе кажат после војнава сите се генерали, па еве сега ќе стигнат и критики, ќе стигнат и пофалби, иако и на самиот почеток несомнено кажав дека ова е најголем успех и тоа е така. Но еве, нов предводник ќе биде на македонската репрезентација од 1 август годинава Благоја Милевски, најавио од Фудбалската федерација на Македонија.
За него се вели дека тој е човекот кој го регенерираше македонскиот фудбалски крвоток. Создаде златна генерација на македонски фудбалери која беше меѓу 12 најдобри селекции во Европа и фудбалери кои веќе неколку години се дел од нашиот најдобар национален тим. Сметате ли дека Милевски ќе биде добар наследник на Ангеловски или може ли Милевски да го издаче максимумот од фудбалерите со оглед на тоа дека вие Шишковски сте настапувале со него и во репрезентацијата до 21 година? Да. Добро го познавате и двајците ги познавате многу добро. Да, Милевски е одличен тренер, одличен човек, а 99% сите не познава лично и карактерно. И сигурен сум дека ќе го извади максимумот и дека ќе направиме, искрено сите веруваме дека може да се пласираме и на светско првенство со него. И Како беше селектор тој за време кога успеавте да се пласирате на како младенска репрезентација на макет на европското првенство? па добро, Ајде да вратиме малку околу спомените. на моменти знаеше да биде многу строг. Кога ќе победевме и кога имаше простор да се опуштиме, сите се опуштавме, имаше и прослава и да наздравиме и да едноставно да прославиме за тоа што сме го сработиле, али кога била пред надпревар, пред тие работи, пример во хотел, во не смеш со телефон да седиш во лоби, тие работи беше Построг од Ангеловски? Па да, за тие работи може да кажам дека беше построг. Добра, а во однос на двајцата селектори има некои посебни други разлики кои што постојат? Па не знам, не би коментирал сега многу за тоа. Секој тренер си е различен, Своја тренер приказна си има за себе. своја приказна за себе. Али би кажал дека двајцата имаат одличен трак оставено во македонскиот фудбал, што со години ќе се зборува кај нас. Може ли да ни ја доближиш малку атмосферата од она што како репрезентативци поминавте во тие 2 недели чинам на европското првенство, скоро 3 недели? Каков беше односот меѓу фудбалерите? Бевте ли, паѓавте ли, не знам, емотивно и психички после загубен надпревар? Успевавте ли да се кренете? Тешко ли ви дојде патувањето од еден во друг град за разлика од минатите првенства кога се игра во една држава овој пат? Нели, имаше патувања авионски од Букурешт во Холандија. Добро, атмосферата од првиот ден беше одлична меѓу нас. Имавме два контролни надпревари кај што сваривме позитивни резултати и атмосферата едноставно се дигаше во нагорна линија. Сите го очекувавме првиот надпревар со Австрија, каде што влеговме што се вика повеќе од 100% и горевме и од желба и од све да даеме максимум да го израдуваме целиот народ и едноставно да победиме. И го изгубивме тој надпревар. Уште имаше надеж, уште имаше све и едноставно можам да кажем и дека со Украина бевме премногу мотивирани, но кога го изгубивме тој натурал едноставно малку Тогаш само остана теоретски шанси после тоа откако го загубивте на преварот со Украина. Да, теоретски шанси остана. Отидовме во Холандија и таму загубивме. Тоа беше фантастичен надпревар, една од најсилните репрезентации. Барем она што кружи во фудбалските кулуари. Не е сега за вас ништо ново да играте со фудбалери од тој калибар, но дали опуштени од оние стеги кои што ги имавте од претходните надпревари, дека можеби и решени дека веќе првенството заврши, покажавте, можам да констатирам и најдобра игра против Холандија на од овие 3 надпревари кои што ги имавме во групната фаза. Па добро, со Холандија имавме на 0-0 неколку шанси, каде што не ги искористивме, нели постигнавме гол кој беше поништен, да, за неколку сантиметри или милиметри и да. Оваа година ќе биде вар системот е присутен, него е пресуден за неколку работи и тоа многу почетно за разлика од минатите првенства или кога се користел овој систем е дека навистина му смета според вас или не му смета на фудбалското судење? Круцијален е, ја сменили многу играта, да го преформулирам прашањето вар системот. Па добро, вар системот носи правилни одлуки, каде што некои ситуации, како што се офсайд сантиметри, кај што одлучуваат судијата, едноставно не може да процени што е толку брза акцијата,
Тоа од една страна за мене лично е добра работа што се користи VAR системот, бидејќи нема погрешни одлуки, да. Кои што влијаат со голови, нели? Се уште трае европско првенство, се прават анализи, во едно од нив Алиовски го сместија во најлошиот тим на Евро 2020. Не знам дали се запознаат со ова, вели после поразите, нели, кои што македонската репрезентација ги имаше, Есџан Алиовски против селекцијата на Украина, нели, постигна гол. Вели, македонскиот бек на тој натпревар имаше одличен настап и беше меѓу најдобрите поединци, но и покрај тоа доби најниска оценка од сите леви бекови кои на овој собир одиграле повеќе од 100 минути и се најде во тимот составен од најлошите фудбалери на првенството. Твој коментар да слушнам врска со ова. Сепак, нели? Па добро, да. Мислам дека спортот пак покажа дека индивидуално излегува поединец, кога индивидуално, мислам, кога колективно ќе победиме, и тогаш излегува и поединец. Едноставно ние трите надпревари ги изгубивме и затоа Лиовски е сместен во најлошиот тим. Нормално да победевме како тим, сите заедно, тој поединец ќе беше сместен во најдобриот тим. А во однос на твојот колега Столе Димитриевски, кој ќе биде коментарот? Сега ќе речеш можеби е неблагодарно да ме прашуваш ова, нели? Да. Но како е ти оценуваш неговата одбрана на ова првенство? Па добро, јас со Столе Димитриевски сум еден од најдобрите другари во репрезентацијата и нормално он пред европското првенство некогаш знаеше што е нормално, секој голман ние сме критикувани дали од некои поединечни луѓе и среќен сум за него што на европското првенство докажа дека е врвен голман и имаше одлични 3 надпревари на тоа европско првенство. Додече имам дека и оценките го вметнаа во некоја група нели, според одбрани колку точно имал пенал одбранети. Спомена дека сте најдобри другари со Столе Димитриевски. Постои ке вас некакво ривалство? Па искрено не постои. Некакво ривалство не постои, не знам, ако еве добија тој минутажа, вие не знам, не си кажувате еден на друг, да, пријателе, другар, криво ми е што ти, не знам, можеби не настапи на европско, не доби минутажа на европско првенство. Знам дека Столе Димитриевски беше критикуван во настапите за квалификации, дека, не знам, брзо пуцајучи го нарекува, дека први не изведува работата, потоа мисли дека бил киксер, имаше некои такви работи. Па добро, ја кажав, он е многу ментално силен и секогаш кога ќе прочиташе таков коментар, он не паѓаше, едноставно не се замараше со тоа и како што видовте, он работеше на тоа, се спремаше за ова европско првенство и едноставно и Господ го награди и ги демонтираше сите тие што не веруваат во него. А тоа што ме праша дали има некој ривалство, дали он некојаш ми вика ти требаше да браниш, искрено после пријателските надпревари што ги одигравме со Словенија и со Казахстан, бевме во Скопје, бевме уште сместени, он ми кажа као Шишко, као малце ми е криво што не доби шанса, мислам да одбраниш дали една утакмица, дали едно полувреме, бидејќи имаше добра сезона и ја едноставно се насмеав, кажав, тоа е одлука на селекторот и он така одлучи. Вие сте млади, пред вас голманите барем, нели, иако, еве, чист доказ е и Горан Пандев, кој е активен и успешен во 38-та година, значи, сакам да кажам дека пред вас е годините за настапи. Кој друг од нашата репрезентација, еве, според тебе, Шишковски, мислиш дека сите го дадоа својот максимум? Знам дека ќе ми кажеш на крајот, но кој сметаш дека посебно се истакна од нашата репрезентација? Па добро, ја мислам дека на првите 2 надпревари Дарко Велковски одигра феноменално. Тоа е еден играч што игра на штоперската позиција, каде што не смееш да погрешиш, но едноставно со него да сте, ја како што го гледам позади него, што сум кога сум играл и со него, дечкото тоа што го прави, не го прават ни врвните штопери, со такви пасови измеѓу линии, со изнесување на топка, едноставно не е тоа лесно што го прави. Бидејќи ние како народ ќе погреши Дарко една топка, а 15 ги направил
феноменални и луѓето ја памтат само таа една Само што ќе ја грешката и погреши. да. Да, и би го издвоил него, миленик ми е он кога игра и... Така? Да. На личен план, Дамјан Шишковски минатата година, односно не минатата година, оваа сезона се појавивте на ранг листата на најдобри голмани на кипарското првенство, ги браните боите на кипарска Докса. Да. Останувате таму или размислувате за некаков нов ангажман? Па, оваа година имав, може да кажам, една од најдобрите сезони во мојата кариера. Бране во кипарското првенство, кое пред да заминам не очекував дека е толку силно и атрактивно и има одлични фудбалери во таа лига. Завршив на третата позиција во чисти мрежи. Имав 14 од 33 надпревари, каде што ми фалеше еден надпревар да завршам втор во лигата, каде што првите два голмани добиваат специјална промоција и специјален пехар за најдобри голмани одбрани. И моментално останувам таму, имам уште една година договор. Во зимото имав две понуди од Кипар, каде што нашиот претседател ги одби. Така да среќен сум таму и задоволен. Сега сте во период кога паузирате. Од септември повторно се враќате на активни тренинзи, се селите таму? Какви се плановите? Па на 13 јули треба да се вратам назад во клубот. Тоа е за 10 дена, почнуваме со припреми, пријателски надпревари. И ни почнува Не ми почнува порано кипарската на лига? 20 август почнува. Али сите екипи нели имаат припремен период, Така? пријателски надпревари. Практично по европско првенство и тренизите кои што се правеа таму повторно се влака. Тешко е да се биде фудбалер? Па тешко е, треба од многу работи да се што се вика одрекнеш. Треба да внимаваш што јадеш, што пиеш, да тренираш, едноставно 5 дена да имаш пауза, треба да се одржаваш, дали да истрчаш 40 минути. И едноставно си има секоја утакмица свој притисок. Така. Нашата емисија се вика Лидер на неделата и во тој дух ќе ве прашам, лидер се создава или лидер се раѓа? Дамјан Шишковски го создадува да биде голман или Дамјан Шишковски, сега условно речено, нели, откако се роди, откако стана свесен еве за себе, сакаше да биде голман? Па добро, мојата мајка од млада возраст ме водеше на тренинг и едноставно тогаш не очекував дека ќе играм професионален фудбал, едноставно сакав само како дете да го имам вистинскиот пат за развој и со самата 15 годишна возраст потоа почнав во првата екипа на Работнички и едноставно растев како голман. Нормално и треба да сум благодарен на мојот клуб Работнички што на толку млада возраст ми има дадено шанса да се докажам, бидејќи они ако не ми дале шанса и не верувале во мене, не би бил тоа што сум денес. Да. Во твојот случај, што беше важно? Добрата подготовка, тренингот или едноставно конституцијата за да се биде голман? Па добро, ја ги имав сите предиспозиции уште како дете, имав се што треба да има еден голман, дали висина, дали нога, дали тие нормални делови што се за голман. И едноставно си бев од сите тренери што ми биле во млади категории, бев форсиран бидејќи они знае дека еден ден ќе станам репрезентативен голман. Уште како млад ги бев во сите селекции селектиран. Уште од тогаш имав свој талент и едноставно сум задоволен до сега со мојата кариера. Веројатно постоеле многу, Дамјан, искушенија до сега, многу мигови кога сте си рекле не можем, ова е навистина веќе невозможно. Или такво нешто не постоеше кога Дамјан ја градеше или не ја градеше, ја започна својата кариера. Споменуваш, на 15 години некој ви дозволил да одите напред. Имаше ли моменти кога Дамјан велеше не можам веќе или не знам, не ми се оди на тренинг или не можам ова да го постигнам што од мене го бараат? И што во таквите ситуации? Па имаше, ќе ви кажам, на 19 годишна возраст веќе бев тогаш може да кажам зрел, кога ме вратија од Белгија каде што поминав 6-месечна
позаемица во тој клуб и едноставно требаше да се вратам во работнички. Тоа беше белгиски ген, само да споменам за Белгиски случај. ген, да, и бев премногу разочаран дали од моите менаџери, тогаш од нашиот претседател, бидејќи ја бев многу млад и едноставно не се разбира во договори во такви работи што потпишувам. Јас бранев во младата селекција, со работнички во тоа време бевме втори на табелата, се боревме со Вардар и скоро заврши Вардар на полусезона со 2 бода пред нас. Игравме куп полуфинале и бев прв голман. Пред тоа бранев Лига на шампиони квалификации со 19 години и едноставно бев пред некој поголем трансфер во тој период каде што ќе потпишам 2, 3, 4 години, имаше стварно интерес. Ми се јавуваа менаџери и едноставно клубот тогаш нормално како млад играч, јас само сакав да заминам од работнички, клубот ме извести дека треба да одам во Белгија, испратиле официјална понуда дека ќе потпишам 2-годишен договор. И јас едноставно заминав таму со мојот менаџер, немаше никој од моите родители или некој адвокат што се разбира и едноставно тој договор важечки беше само на 6 месеци. И јас заминав таму како трет голман и останав само 7-8 месеци бе во тој клуб и нормално кога клубот одлучи да ме врати назад, едноставно треба повторно да тренирам со работнички. Во тоа време имаше многу дека работи, и условите се различни сега, играјќи фудбал во Да. И Белгија и во Македонија, бев многу, два различни многу светови. разочаран тогаш, искрено. И како успеа да се извлечеш од таа работа, тогаш продолжи да играш за работнички, па замина за Финска, после колкав период? Па да ти кажам искрено, кога се вратив од Белгија во работнички, не бев прв голман, бидејќи тогаш работнички имаше успех на европската сцена, бранеше Даниел Боџиновски одлично, не бранев 6 месеци, потоа дојде Томислав Франц, тренер, и повторно ми даде шанса и за само 6 месеци имав понуда од АЕК Ларнака кај што моментално настапува Тричковски и Спировски. И Тоа е Кипар? да, тоа е Кипар и имаше обештетување за клубот, но повторно работнички не ги прифати тие финанси и едноставно останав после уште 2 години во работнички. И тоа ќе кажам дека многу е битен моментот да може би да сум заменел во АЕК Ларнака тогаш, може би бил сега на друго место, али Да. таков е фудбалот. Да, така е. Каде себе си, Дамјан, може би се гледа? Или ајде, каде имаш желба може би да настапуваш? Со оглед познавајќи се себе си. Да, ти ке кажеш, не знам, може би мојот омилен клуб, твојот омилен клуб, Реал Мадрид или вакво, би сакал ли во блиски дни да се гледа или во кој клуб би се видел себе си? Па тоа не можам да кажам, бидејќи не знам како кариерата некогаш иде нагоре, некогаш иде надоле, искрено би посакал да потпишам во Моментов, играм во Кипарската лига и би сакал да потпишам, приоритет ми е во топ 5 клуба во Кипар. Да потпишам во тие клубови кои играат често групна фаза Лига Европа, Лига на шампиони, дури се пласираат таму и А посилен е тој кипарскиот фудбал во нивната лига од нашата македонска лига, така? тоа не може да се спореди. Многу е разликата, големи класи се разлика. Разликата и во финанси, во терен и во све не се споредува. Може една Омонија, еден Апоел, еден Аполон, еден Пафос, Така. Ларнака имаат буџети по 6-7 милиони, каде што се често учествуваат во Лигата на Европа. Годинава беше тоа доказ со Омонија, каде што игра групна фаза и тоа освоја 7-8 бодови со ПСВ, со ПАОК, со... Така. Повторно ќе се вратам на лидерството со две прашања. Што треба да поседува еден млад човек за да почне по вашите стапки? Што ги советувате вашите фудбалери, голмани кои што еве сега допрва започнуваат, кои што ги сраќавате не знам на тренинзи? Чии што може би сте идол? Да, Нели, секој сонува да замине, да биде дел од ген, да биде дел од кипарскиот клуб, да биде дел па и од самиот работнички. Сепак има историја работнички во македонското првенство долга колку што и самото македонско првенство. Да. Па да бидат упорни, да тренираат, да веруваат во себе и едноставно никогаш да не се откажат, бидејќи никогаш не се знае што носи утрешниот ден, утрешниот надпревар. Би посакал секој
да стане репрезентативен голман и да го повтори нашиот успех што сме го имале до сега. Верувам дека ќе биде така. И за крај само ќе те прашам со оглед на тоа дека еве денеска следуваат четвртфиналните надпревари. Швајцарија и Шпанија играат од 18 часот, Белгија и Италија од 21 часот. Ке може ли Шишковски да ни даде некаква прогноза? Сакаат нека се кладат, сакаат нека типуваат, но кои се твоите очекувања и кој е можеби твојот фаворит од денешните надпревари, а потоа и ќе позборуваме малку и за утрешните надпревари во кои што ете токму Украина со која имавме шанса нешто да направиме, ќе се најде да игра против Англија и Република Чешка со Данска. Па ја искрено мислам дека Шпанија ќе се пласира во полуфиналето, мислам дека се поголем ростер на играчи, Швајцарија мислам дека е доста истрошена. Белгија, Италија? Белгија, Италија. Искрено мислам дека солиден тим е Белгија. Да, солиден тим. Италија не е нешто што не исклучително покаже барем на овие дена, иако нели ние сме навикнати да кажеме дека играат поодбранбен фудбал. Да. Може да се каже така? Да. Тоа познато катанаджо? Па да, италијанците играат, но видовте и Белгија со Португалија последните 30 минути одигра дефанзивен фудбал, играат на резултат. Едноставно се искусни играчи сите тие и би типувал исто на Италија, дека ќе помине. А во однос на утрешните надпревари со Данска и Чешка и Украина, Англија, ајде, ќе речеме дека Англија сигурно ќе победи. Па добро, сигурно во фудбалот. И тие се веќе потрошени. Мислам дека Англија е да, сигурно има во фудбалот. Да, Англија е фаворит на тој надпревар, а Данска, Чешка, мислам дека Чешка ќе победи. А според тебе со оглед на овие 8 тима кој ќе го освои годинашно првенство? Мислам дека Италија. Тоа беше твојата помисла од стартот на европското првенство и некој од твои фаворити падна? Франција беше мојот фаворит, ама ете испадна. Дори имам и се кладев со Аријана Деми дека Франција ќе Адеми ми даде кладба, вика ако Франција се пласира во полуфинале, ја частим ручака. Ако испадне ти, они испадна. Да. Непредвидливо е, навистина непредвидливо ова првенство, никој не очекуваше дека Германија нема да се пласира во четвртфиналето, исто така и Франција, па и други репрезентации. Можеш да ми спомнеш која друга изненадување на оние кои што не толку им е близо како на мене фудбалот? Кој потврли? Освен Македонија. Мислам дека французите потврлија. Дека? Добро, германците испадна од Англија, каде што англичаните играи на свој домашен терен. Холандјаните исто потврлија, каде што имаат 3 победи во групата. Едноставно тие две репрезентации сега за се. Дамјан, ти благодарам што денеска одвој време, беше со нас овдека во Радио Лидер, што позборувавме малку околу успехот на македонската репрезентација. Лично на твој план ти посакувам многу успех. Спомена дека за 10 дена се враќаш во кипарското првенство. Пред се ти посакувам да бидеш здрав и жив и да те служи здравјето во нареднава сезона и со убави вести да ни пристигнеш од таму. Да ти посакам да некој поголем трансфер, не, само ќе ти посакам здравје, се друго ќе си дојде само по себе. Ви благодарам и на вас за поканата, ми беше чест и задоволство што присуствувам кај вас. Ви посакувам на вас исто многу здравје и се надевам дека ќе бидам повторно ваш гост. Ти благодарам уште еднашка. Ете, тоа беше нашиот денешен гостин, македонскиот репрезентативен голман Дамјан Шишковски. Позборувавме за многу нешто околу фудбалот и настапот на македонската репрезентација. Ја вам, почитувани слушатели и оние кои не следат преку Facebook мрежата на Радио Лидер, ви посакувам да имате пријатно попладне и за крајот само ќе споменам дека во реализацијата на оваа програма учествував јас, Иван Лазаров, тонската реализација на Горан Лазаровски, а колегата Предраг Пандилов беше задолжен за видеореализацијата. Денеска е 2 јули 2021 година. Ве поканувам и понатаму да останете на Радио Лидер, да уживате во она што ви го нудиме на фреквенцијата 107,4 и секако набрзо чекувајте ги и најновите информации со вестите на Радио Лидер.